Hello, здраво! Добре дојде. Пак. Денес збориме за убави ствари, позитивни ствари, значи за убавите работи се збори денеска. Фала ти што си тука. За почеток, знаеш, лайк, шер, subscribe, се по список кој што иде, join. Сега ќе можеш да влезеш и во Discord каналот, ако си мембер, ако си мидкастер или мидкастериште, супер тенкс сето тоа, значи повише од благодарен на претходното видео, стварно изненадивте. Фала ви, не сте нормални, брат. Не знам нешто друго. Кој има на 25 толку пари, бе, да дај илјадарче на некој рандом човек на интернет? Сам, ме сваќаш. Фала ти. Фала ви на сите што ме поддржавте, што ме поддржувате. Фала што активно расте каналов. И тоа е тоа. За почеток, почнеме со една многу убава кампања, што ја направија Сачи и Сачи Македонија. Таму е креативен директор, е мој долгогодишен пријател од тука од Скопје, Дејан Спирковски. Со него сито и решето поминавме, мислам 24 сати укола бевме еднашка заглавени, идевме од Скопје до Пиран на Голден Драм. Заедно, таму учествувавме на тие за млади луѓе до 30 години нешто. Да, до 30 години беа уствари. Имате и годинава, има Golden Drum, мислам дека ќе има Young Drummer, а млади дизајнери до 30 години треба да се пријават. Има некоја задача, дизајн на постер или не знам што или не знам како, ако те одберат, одиш таму, се запознаваш со многу добри креативци од адвертајзинг индустријата, значи во светот, усвари ова е поише за Европа. Така да, ако имате време и можност, goldendrum.com, прочитајте све што има, видете како е, што е, ќе ви се најде. Значи прво ќе ви се најде да ги видите убавите кампањи, да видите како се работат добри кампањи и тоа е тоа. За почеток сакам да ја пуштиме рекламата што ја направија Сачи и Сачи за Телеком Македонија, или познато како T-Mobile кај нас. Пред да почнам со кампањава, да кажам само дека ден пред да излезе видеото, од еден сабскрајбер, поздрав, Марија, мислам дека се викаше, да, Марија, поздрав до Марија, ми прати билборд, рече што е ова и прво нешто кога видов, реков ова е сигурно некој тизер за нешто добро и не би сакал да коментирам. А да изгледаме прво заедно, 2 минути, нели, 2,5 минути трае. Потивко, погледни ги. Толку малечки и љубопитни, тука се да научат се. И чекаат на светот да биде нивниот учител. Еве го Марко, пак плаче. Исплачи се сега, зашто за 15 години ќе биде срамно да плачеш. Знаеш, Марко, вистинските мажи не плачат. Ај мажи не плачат, да, ја плачав на кампањава, мислам. Ама не сум ни прав маж, сега, зашто еден ден луѓето ќе зборуваат дека си мрзелива. Ќе ти судат уште пред да те запознаат. Погледнете ја Нина, толку силна, најсилна во целата соба. Штета што е девојче. Кога ќе порасне, ќе треба да биде нежна, тоа беше затоа што е кршлива и девојче. слаба. А овој, прав другар, како гледа. Сака со сите да се запознае, да се дружи, но само сега и овде. Бидејќи некој некогаш ќе го научи дека не можат да бидат другари затоа што се различни. За жал, така функционира светот. Дефинира, осудува, отуѓува, разделува. А може би и не. Моментот, све... Сепак, ова нема да биде вашата приказна. Како што еднаш еден голем човек рече, со радост во срцето те поздравувам и брзам да ти кажам дека светот одново се раѓа со секое новородено детенце. Ама мислам дека татко му го кажува во драмата. Kada sunce to večno sjaje za tebe i za mene i za novija svet, sončardaci od vinožito. Kada sunce to večno sjaje za tebe i za mene i za novija svet. Браво! Значи вака се прави кампања. Ете, кампања полна емоции, силна порака,
Одлично, значи не сум, пак ќе кажам, не сум ја видеографер, не сум некој ни режисер, ни сценарист, ни ништо од тоа, ама во рекламата има се. И гледаш колку е малце се збори, а многу се кажува од рекламата. Значи колку е тоа, колку изгледа едноставно, а колку е тешко. Значи тимот кој што има работено на ова, Деки као креативен директор, како лидер на групата, Никола Курчо раперот што е од Тето, он има работено исто на ова. Значи сите тие луѓе заслужуваат, значи најголем прейс заслужуваат од сите нас. Уште еднаш fucking браво. Значи не знам друго што да кажам, освен браво. Да му ебам мајката. Значи ја сум видел реклами, имаше на времето, он беше едно време креативен директор у Скопје, Жарко од Белград, а он имаше реклама која што освои кански лав, бебиња крева рака, демек право на избор на живот, бла бла бла. Значи најголемиот проблем за снимање реклами, од тоа што сум слушал, е снимање реклама со деца, со бебиња. Значи ова е општ хаос за снимање. Брат, развалија со реклама. Значи рекламава е шефс кис. 10 од 10 е рекламата. Клиентот е огромен, значи притисокот е преголем. Општествено добро, значи сите нешто се разделуваме. Тоа било женско, тоа не смее да се тепа, тој било оваков или онаков, или му се плачело, не смел да плаче. Па ја плачам Супермен која ги губи моките у Супермен двојката да ти имам, но ова не глупости, мисля, знаеш, идиотски стигми имаме и ова е најболje дека се рушат сите тие ствари. И ги стават двете деца, па се трга, па воп сонцето, воп ги... Прејака кампања, значи прејака кампања, браво, fucking браво. И мораше да го споделам, тука ми стои, мораше да ја споделам кампања. Идеме со втората добра вест, тоа е, не знам дали виде, ставив на Инстаграм, на стори пред 2 дена, ова го ставив. Некој го чита некој го чита му, ја го читам Зашто се вика учиме на Миткаст. Јеј! Графички дизајн, без AI, без делулу ветувања, без глупости зборење, без никакви срања. Ова е уствари целата поента на каналов. Ја да кажувам лоши мислења со цел да се подобрат стварите. Не викам дека имам некакво влијание, дека имам некаков импакт, ама се гледат промени. Credit is given, where credit is due. Ако мислиш дека грешам, пиши у коментар. Знаеш, као, кој е крив што малце стварите рипнаа. Така. Сега, што ќе биде учиме со Миткаст? Учиме со Миткаст е всушност тоа што сите академии го ветуваат, а не прават никакво деливери. Со тоа што? Да се разбереме. Учиме на Миткаст, не со Миткаст, јас сум Гоце Велески, мило ми е, здраво, добар? Супер. Учиме на Миткаст не е академија. И никогаш нема да биде академија. За да биде академија, ти треба да си академски образован, треба да имаш тамо да пополниш некои ствари, некои курци, вамо таму. Ја викам, ја не сум ништо тоа. Ја сум графички дизајнер, кој што цел живот работи да биде подобар графички дизајнер и цел живот се трудам да секој човек кој што сака да научи, да му го дадам знаењето што го имам земено јас. Значи ја моето знаење го имам земено од Дарко Фидановски, од Ивица Спасовски, од Иван Флим, од Кочо Трајановски, од Влади Манев, од Александар Наумовски, од Никола Николов, од Слободан Јовановиќ Цоба, од Мергим Фера. Значи тоа знаење кое што го имам јас стекнато, сакам да го споделам со луѓе, затоа што ако некој стварно сака да научи, тука е правото место да научи. Да појасниме сега. Тука нема да се учи, да се учат алатките. Алатките ќе ги учиш сам дома, зашто има многу туторијали. Но секое видео ќе има, нели тука кај што е доле, празниот простор, ќе има една тастатура што ќе светка, која ќе кликам ја на тастатура. Ева првата лекција денеска
значи е дека графички дизајнер секогаш работи со лева рака и со десна рака. Значи со десна рака држи маус, со лева рака тастатура. Сите шорткати, сето тоа треба да го знаеш ти како дизајнер. Ако го познаваш софтверот, треба веќе да ги познаваш и да ги употребуваш шорткатите, за да бидеш подобар дизајнер и да не ти се одзема време во технички глупости. Значи, ќе се учи графички дизајн, ќе се учи лого дизајн, постер дизајн, леаут, фонт пейринг, кој со кој фонт иде, кој со кој фонт не иде. Така? И ред други ствари, све што има у графички дизајн ќе се учи. Ако случајно се најави некој или некој пројави желба да биде гостин предавач, значи човек да сподели искуство, тука, дали работи UI, дали работи UX, дали работи илустрација, дали работи лого, типографија, што и да е повеќе од добре дојден да ми пише, да ми каже, Гоце, имам идеја, сакам да снимам видео за тоа и тоа. Сакаш дојди кај мене, ќе пиеме по некое пиво, ќе седнеш, ќе го снимиш, јас ќе го измонтирам и ќе биде аплодирано како гостин предавач. Од мене ќе се учи графички дизајн. И јас тоа што го знам како графички дизајнер, кој што работи, тоа ќе го научиш и ти. Од тебе останува дали сакаш да научиш или не искаш да научиш. И толку. Значи едноставно. Совети и трикови ќе има во скоро секое видео. Како се прават работите побрзо, како се прескакаат некои глупости, како да направиш ствари на полесен, на поедноставен начин, да си заштедиш време, да не губиш време технички, туку да се изразуваш креативно. Но техничкиот дел е најголем дел од тоа што ние го работиме. Креативно размислување, тоа што скоро никој не го збори, никој не кажува. Во претходното видео што беше за ова за -3, таму објаснувам како креативно се размислува. Се има брифот, се чита, се разглаба, аха, ова се прави тука, ова се прави вака, па ќе го искористам овој дел од ваму, па ќе земам од таму. Под креативно размислување исто така спаѓа и делот на живот како дизајнер. Не можеш да кажеш ја работам од 9 до 5 и после 5 исклучувам мозок. Ја таков дизајнер не сум сретнал. Значи, не може да седиш да работиш дизајн или да зборуваш за дизајн со нула ентузијазам да ти здраво, денеска ќе учиме на тема Брат, ако ти немаш енергија да го покажеш тоа што го мислиш и тоа што го збориш и како го збориш и како твориш, не го прави тоа да му еба мајката, не знам. Нула паламудење. Нема да ти ветувам ја на тебе дека ќе бидеш арт директор, дека ќе бидеш мултидисциплинарно куров миленче или што и да. Или не знам AI, или не знам што, или не знам како, или да ти кажам дека ќе зимаш 2000 евра плата. Тоа е веќе од тебе, возрастна персона си и треба како возрастна персона да живееш во овој свет. Не може сега туку така му текнало на овој или на оној, на Ојле и на Дојле и на Петко и на Станко, дека не знам ќе ти продаваат на тебе муда за бубрези и после тоа ќе ти викаат слушај баки, дај 2,5 бона, па ти снајди се у животот или ќе ти дадам како беше, зашто си најдобар студент, ќе ти дадам стипендија од 500 евра, ама пак ќе треба да ми платиш 2000 евра на мене. Стварно треба да си глуп да го прифатиш тоа, ама тоа е твое, не е мое. Нула ветувања, исто, значи сега ги раскажа ветувањата. Ја нема да ти ветам на тебе брда и долини, тоа едино нешто што можам да ти ветам е дека кога нели ќе почнеш да учиш, ако влезеш во Discord каналот и ако покажеш дека работиш по стандарди високи, не зборам по македонски стандарди. Македонските стандарди се мид, скоро надоле одат. Значи ако работиш по висок критериум и по добри стандарди, можам да ти ветам да го испратам твоето портфолио и твојата работа и да застанам позади тебе, да те одбранам за да дојдеш на разговор во агенцијата во која што работам јас. Или да те препорачам на некоја си личност која што ја знам дека има потреба од графички дизајнер за помал проект, за поголем проект, зависи. Ја толку можам да ветам, не е нула ветување, туку едно ветување е. Едно ветување, толку е значи од мене. Од тебе се зависи. Никој суинка нема да ти стаи знаење. Сам ќе си го ставиш знаењето. Или ќе си го ставиш прстот у гъс и толку. Крај. И најбитно од се, нула его. Кој што кажав преска. Се што знам ќе ти кажам тука, на скратен, на убрзан начин. Нема да биде да го влечам, да го тенчам 10 месеци ја. Ако можам у пола саат да ти објаснам,
па ти 2 пати да го гледаш видеото или 3 пати да го гледаш видеото, тогаш ние сме завршиле премногу работа. Нема да биде, ова нема да ти го кажам, знаеш ова ја. Јас сакам да видам луѓе кои што стварно ќе излезат и ќе ми покажат ствари, ќе кажат, Гоце, види што направив. Види каков клиент упецав. Види го постеров како го направив. Ако направиш нешто добро, ја ќе бидам прв што ќе те пофали. Гледаш, Публицис направија срање со Кока-кола, им се насрав. Сачи извадија најбоља реклама за Телеком, аплаус. Мекен направија најлошо лого за Семос, катастрофа. Хак банка, браво. Ја не судам по тоа дали ми е бивша агенција, дали е бивша девојка, дали добро се ебе, дали не се ебе, ми е гајле, дали ми дужи пари или ја му дужам пари. Ако направиш нешто добро, ќе добиеш добар фидбек. Ако направиш лошо, ќе добиеш најлош фидбек, ама ќе биде конструктивно најлош фидбек. Да, јас пцујам, таков ми е речникот, така се изразувам, ама не можеш да му кажеш ти на човек како да збори дома. Ја тебе дома ти кажам како да си уредиш собата, како да уредиш дневната. Не ми кажува ја дома како да зборам. Ако ти се седи, ако ти се собира знаење, седи собира знаење. Ако не ти се собира знаење, гледај го Боки 13 да темам. Почнуваме на 1 септември. Школска година почнува на 1 септември и ние ќе почнеме на 1 септември. Сега. Знам што мислиш и ја истото го мислам. Джолев ќе извади ново видео на 1 септември. Така секој понеделник вади видео? Да, секој понеделник вади видео. Нормално дека ќе го гледаме заедно. Нормално дека ќе има реакции. Ја едва и чекам, се тресам. Очо чекам да видам што глупост ќе направи. Затоа голем дел од видеата ќе бидат снимени за викендов или кога ќе имам слободен простор, ќе гледам да снимам поише видео и ќе ги аплодирам сите одеднашка, например, или едно по едно ќе видам, не знам, не сум размислил на таа тема како ќе се аплодираат, ама редовните мрчења на Миткаст или фалбите на Миткаст се уште ќе постојат. Ме сваќаш? Се договоривме и најбитно од се, цена баки, ко за тебе цена 0 денари до крај на живот. Ако сакаш бакшишче да му оставиш на батко ти, остави му. Ако можеш да му оставиш бакшишче, остави му. Ако не можеш, да си жив и здрав. Ке се најдеме, ке испиеме некое пиво. Така? Супер. Дечки, фала ви многу што сте тука. Се надевам ке продолжите да бидете тука и дека ке направиме некоја револуција во... Нема да правиме револуција, брат. Ќе правиме добри дизајни и ќе се заебаваме и ќе пиеме пиво и ќе се дружиме и сите тие ствари и ќе јадеме гомна за лоши дизајни. И тоа е. Фала ти многу. Лайк, шер, сабскрайб. Не заборавај, можеш на Patreon, можеш тука да фрлиш некој денар, како сакаш, кога сакаш, тоа е тоа. Љуби брат.